Колку и да е дрско да уверува човек дека е рожба на еди кого си. Секој не може да знае чие е семе. Верно е меѓутоа дека сум син на Ставра Прличев и Марија Ѓокова. Родители бедни, но честни. Псила ине и икона тис Панагијас, ке емис имастан апо като апо тин икона. Воити се емас кали Панагија, Христе ке агиос теос. Амин. Амин. Бев едва и 4 годишен, кога дедо ми достави грчки буквар, по најстарата метода, и ме изучи на имињата од буквите. Алфа, Вита, Делта, Гама. Крсте Петков Мисирков повторно ја разбранува македонската и бугарската политичка јавност. Овој пат повод се досега необјавените дневници, што големиот македонски преродбеник ги оставил за себе си. Иако ниту бугарската, ниту македонската културна јавност се уште немаат потпун пристап до заоставштината на Мисирков, се шпекулира дека во инкриминираните дневници постојат изјави кои се сосема спротивни на ставовите на Мисирков за Македонија и македонскиот јазик, застапени во неговото епохално дело за македонските работи. Имено во научните кругови се тврди дека кон крајот на својот живот Крсте Петков Мисирков еволуирал до таа мера што го негира се она што го застапувал во својата книга издадена во далечната 1900 година. Но како и да е, очигледно е дека е на повидок нова научна војна помеѓу македонските и Телефонот! сесебно поддржани од политичките елити на двете соседни и мирољубиви земји. Со вестите се враќаме веднаш по рекламите. За тебе. Неда. Добро утро. Карпе дием. За Ана Карпе, за мене дием. И? Што треба сега јас да направам? Имитирај риба. Каква риба? Езерска. Ендемски вид. Дефинирај. На работно исчезнување. Охридска пастрамка. Го добивме филмот. Кој филм? Григор Сердеро. Григор? Ало? Ало? Го откриле дневникот на Мисирков. Како? Даваат навести за дневникот на Мисирков. Кој Мисирков? Крсте Петков. И каква врска има тоа со мојот филм за Прличев? Не знам, може би има. Историјата ќе се сврти со главата надолу. Затоа ли мене паметот ми е угс? Заборавив на Прличев. Мислев дека нема да има ништо од таа работа. Сега не знам од кај да почнам. Супер! Потпиши договор и почни од почеток.
да ја пишувам ли својата биографија. Да ги обнародам ли најтанките подробности на својот краток живот. Да се споредам ли со оној безумно горд калуѓер што пред смртта своја сериозно се загрижил да му ги остави своите бројаници во наследство на папата и разни други своји работи на разни калуѓерици и посници. Во што зјапаш? Во разни работи. Светот е пазар, животот е згаџија, а јас и ти, случајни минувачи, се маткаме така со празни торби. Да беше љубовта тетовско јаболко. Ќе бапнев кило две, вака испадна пазар болук, пазарџи јок. Зашто морам да ги слушам овие срање? Затоа си платена, си ја вршиш работата. Замисли да беше муво. Ќе мораше да ги јадеш. Си го магепсал светот. Луѓето мислат имаш чувство за хумор. Доаѓам на работа, терам мајтап и земам плата. Замисли, постојат дури и такви што се би дале да се на моје место. Ете, гледаш? А што е тоа? Сценариото Григор Сердеро. 7 верзија. Ја читам од Сабајле и мислам дека ова е вистинскиот пролог. Ентериер. Солун, 1884. Собата на Прличев. Тој стои пред прозорецот и гледа во немирното море што се бранува во далечината. Ова додуше не знам како мислиш да го снимиш. Гледа во капките дожд што се тркалаат по прозорецот. Пауза. Тишина. Помалку седнува на малото масиче, го зема перото и почнува да пишува. Роден сум во Охрид, на 18 јануари 1830 година според едни, или 1831 според други. Затоа и ретко споминам дати. Помалку умре татко и не остави сираци. Така грижата за нас се падна на дедо ми. Читалната е полна со деца. Да бев на нивно место, постојано ќе доаѓав да земам книги. Заради тебе. Ти ќе беше објект на моите сексуални фантазии. Ана де Сент-Екземпери. Јас ќе бидам малиот принц, а ти голата кралица. Седната на црвен плишен стол со бели колена префрлени едно преку друго. Ти мали си ја прочитал возот в снег ме прашуваш, а јас ти ја раскажувам од збор до збор за секунда. Одлично, 5 ме оценуваш. А потоа легнуваме на подот и водиме љубов. Наоколу се слуша шушкање од искинати страници. Од собраните дела на Достоевски. Сите ликови се зверат во нас. Љубоморни што не се на моје место. Особено оној, Расколников, да може би ме задавил со голи раце. Те сакам. Јас сум објект на твоите сексуални фантазии. Аха.
Јас сум објект на твоите интелектуални заблуди. Знаеш ли ти зошто си со мене? Не, За да земаш книги од библиотека без пари. нема проблем. Ако треба од сега ќе плаќам. А, тоа е платено. И преплатено, само што не си забележал до сега. А? Еве ја. Автобиографија. Никој не ја барал со години. Мириса на неваросано. Мислиш, ке најдеш нешто во таа книга што досега не си го прочитал? Ако се чита меѓу редови, обично секогаш останува нешто недопишано. Најдобрите идеи доаѓаат кога ќе се заврши едно дело. Особено вакво. Какво? Автобиографија. Тоа е еден вид исповед. Ноќта, пред Евхаристија. Ти си ги кажуваш гревовите, а попот мудро молчи. Тоа е се, те прашува. Жими мајка, одговараш одсечно, за да не те фати во лага. Ама, знае он со кого си има работа. Па патем напоменува. Ако останало нешто некажано, тогаш запиши го на некое лифче. Потоа изгори го, за никој да не го види. Само Господ и ти. Ете, тоа бе значи. Што Прличев запишал на ливчето? Тогаш си дошол на погрешно место. Господ евентуално би можел да престојува во црква, во некоја фреска или распетие во крајен случај. Ова е библиотека, а јас не сум Дева Марија. Предпоставувам. Нешто друго да прашаш? Што си напишал ти на твоето лифче? Нека ме страшливец, сега и никаквец наречат мене. Ако во се што ќе речеш ти попуштам уште јас тебе. Вака на друг, а не мене да повелјаш и да му викаш зашто не ни мислям повеќе јас да те тебе слушам. Мамо, Григор пак се звери во сенкана. Немој си. Не е убаво да се гледа собствена сенка. Од Бога е грех. Ти насум ќе ти дојде една страшна и голема желка, ќе те вјавни и ќе те удари. Како ќе се живеи? Чума ми животот кога имало желки мачителки. Да малку ли ни се другите маки. Сагапо. Кај си го слушнала тоа? Сношти, насокак. Двајца возлюбени молчат, пак е зборнат некој лав. Баков или Појнаков? Немат навечер друга работа за правење? Имат. Тебе. Ако ти немат друга работа за праење,
Не стои долго пред прозор. Ке остиниш. Калинихта. Сакаш тост? Не сум гладен. Го доби Прличев. Аха, И сега? Што мислиш да правиш? дома да седам. Истанбул да шетам. Дедо кога виде дека слободно читам, ме одведе на училиште. И, според обичајот, му донесе на учителот на име Апотоле еден салтар локуми и една шарена капа. Даскалот, погоден за 300 гроша годишна плата, седеше и шиеше. Кон пладне не редеше еден до друг, ни ги опираше главите и ни тураше по едно камче над левото уво, за да не мрдаме. Горко на оној што би му паднало камчето. И дедо болен падна. На Григора се надевам. И ти да се надеваш. Слушаш ли? Дај ми клетва, оти ќе го прашчаш на училиште. Како ми жалби, тако ми тъги ќе го прашчам, татко. Ако е така, куќава моја, поколкнината моја, лозјата мој, се. Твои се. Коле, вика и попот. Нана стори се што дедо повела. Браќата отидоја на занает, а сестра зографи на пријетимот. А таа пак у танчевци измеќарка појде. Колку заманџа и леп. Кој што рече. Здраво. Се довлечка? Аха. Шефот те бара од вчера. На мобилен недостапен, дома не крава никој. Разни работи ме поминаа низ глава. Добар ли си?
Жив сум. Честитам на успехот. Ќе ти дојде и тебе до ак. Ај ти! Што сакаш да кажеш со тоа? Да не почнуваме тука на скали. Роузбад. Розова пупка. Така пишува на санката. Каква пупка? Розева. А што снимаш сега? Не знам, мислам, се надевам. Колку години имаш? 35. Орсон на 24 го снимил филмот. А ти мислиш, се надеваш, се маткаш. Кога човек ќе ве чуе од страна, ќе помисли дека вие сте го измислиле филмот. А ваму не знаете што е Роузбад. Кога ќе научиш, јави се. Шефот те чека. И? Кога почнуваме? Ако сме готови, понеделник. Сигурен си? Не знам. Мислам, имам една идеја. Сето тоа да не биде расказ за еден човек и неговото време. Мислам, важен е човекот и времето, а и како што се договоривме. Тоа треба да биде еден расказ за времето и човекот во времето, каде што се спојуваат Прличев и Кузман Капидан. Филмов го гледам кој еден вид временска машина со која патуваме сите. Обезхрабрени, обезимени, обезличени и во филмот, и во реалното време. Фугата каде што надоаѓаат гласови во екстаза, како пасион, синкопа во која се вкрстуваат и Кукузел, и Бах, и 1762 лето, творба на еден даскал кој сокриен зад името на народот. Пеел за вистини што никој не може да ги чуе. Ти го разбра што кажа? Не. Бе, ти се заебаваш со мене? Мислам, со моето време и моите пари. Аха. Да повикам прво, да му ги искршат. Момент само. Рацете и нозете, а после главата или обратно. Абе, баче, не сум вложил јас толку пари во киново за да прикажувам македонци. Дајте нешто. И? Што реши? Реши викендов да одам во Охрид. Да го
Помирисам сето тоа уште еднаш од блиско. Само така ќе му се доближам на филмот. Ќе го погледна во очи. Кого да погледнеш во очи? Прличев. Тури му го курот на Прличев, мене гледаме во очи. Океј, ти си режисер, ти си важен, ти си најважен. Јас не знам тебе што ти се мота се во главата, ама во понеделник наутро рано са бајле филмот почнала да се снима. Убаво да си поминеш во Охрид. А шефот? Кој шеф? Престанав да одам на школија. Ја лажев нанаот и одам, ама не одев. И тоа ми ја увеличи меланхолијата. Бидејќи јас и по природа си бех нервик. И така најцветните години на страстната младост минаа во грубо безвкусие. Поприште немав. Колку прилежно да се занимавав со грчко писмо. Бугарското беше непознато, речиси ништо не разбирав. Меланхолијата ми растеше. Бев се едно задуман, намуртен, мрачен како старец кој што многу пострадал во животот. Ај ти, намуртенко. Обликот командувашт. Каков облик е? Партицип. Партицип. А што е партицип? Придавка произлегувашта од глагол. А што е партицип? Сега ще го рече. Што излег вид? Браво. Браво. Да дојдеш утре на дуќан, да избериш басма за дреј. Браво. Ти ми лице умали. Седи, седи.
Сакаш ли да седиш у нас и да те гледам како син? Сакам. Со Андроника мој у школе ќе одиш. Со него и ќе се враќаш. Со него ќе ручеш. Со него и ќе спиеш. А понекогаш и ќе го учиш. Се едно. Ќе го учам. Аферин. Да си ми здрав и жив. И голем човек да станеш. Набргу Никола умре. Од перипневмонија. Нели на него се надевавме. Цела фамилија. Што правиш? Плачам. Се заебаваш? Не. Умрел некој? Милиони.
дури и сега во овој момент, додека ти го кажувам ова, умираат неколку стотини. Плачеш на туги гробови. Не можам на својот, уште сум жив. А Парличев? Што Парличев? Нели рече ќе отидеш во Охрид, да го побараш Парличев? Спомена разни работи, гледање очи во очи и разни други глупости. Дождот престана. Каков дожд? Обичен, мокар, пролетен дожд. Григор? Ало? Предвидувавме 3000 ранети, а има речиси 8000. Но жителите се повеќе сочувствуваат со нашата војска. Селаните, работниците, но и трговците и интелектуалците беа на наша страна и ги испраќаат на своите синови и ќерки како доброволци. Па затоа првата армија покрај големите загуби во бројноста беше многу посилна отколку пред битката. Европски форум. Нуклеарната енергија се безопасност. Но мрачната судбина уште се не беше уморила. Еден ден, Танчевица ме прати во чаршија по месо. При еден грешен чекор ми се шина ногата. Ме болеше. Ама криев. После си признав. Мајка ме даде на бајачка. Немаше фајде. На крај стасарта операција. Но и тоа не помогна. Заатина тргнав през август 1849 година со 1500 гроша. Нана приготви се што требаше за патување. Ми даде и мушами за да ја обвивам болната нога. И целивајќи ме по очи и по образи, ми даде благослов. Јас плачев. Но низините очи, според Омира, стоеја како рогови или железо. Требаше да минам преку Лариса, па
Патување долго, ама поевтино. За да ме ободри мене, она се ги криеше солзите. И... Кој си? Кузман. Кузман Сердар. Што правиш тук? Дојдов по тебе. Чекав да ти помине раната и да те водам со себе. Кумита да станеш. Се собрале арнаутите кај Галичник и кај река. Ги палат куќите. Мажите ги бодат на кол. Жените ги силуваат. А децата ги водат цургу на Арнаутско. Тие 100, а јас сам. Не можам повеќе. Остарев. Треба некој сабијата долама да ми ја носи. Не можам. И ветив на Нана. Одам. Атина. Ке учам за доктор. Да ги лекувам народните неволи. А народните неправди? Кој ќе ги лекува нив? Ти си мртов. Гледаш дека не сум. Арнаутите пуштиле Абер дека ме убиле, за да го плашат народот. Лажат. Тие ве држат во страв, во темница. Сакаат да ве уплашат, за да се предадете. Кој може да го убие Кузман Сердар? Ум човечки. Лоша мисла. Стравот. Смртта. А ти се плашиш од умирање? Не сум помислил на тоа. Епа, ај тогаш затвори ги очите и повикаја смртта. Еве вака. Ти дојде? Не. Сакаш јас да ја повикам место тебе? Јас сум Кузман Сердар. Разни чуда се кажуваат за мене. Желката. Кај ти е желката?
Ти не постоиш. А ако некогаш воопшто си постоел, сигурно те убиле арнаутите. Не може ти сам, а ти е дузина. Сигурно те убиле. Григоре, застани. Ќе те направам кумита. Не чекаат арнаутите кај Галичник и река. Ќе ти дадам сабја долама. 8 педи висока, 7 широка. Па ќе удриме двајцата по арнаутите. Ако се ти е дузина, а ние само двајца. Имало и поголеми чуда на светот. Прашај го Хомера кога ќе стигнеш таму во Атина. Григоре, застани! Ако не сакаш кумита, ти биди Сердар. Па јас ќе ти носам сабја долама. И боздован ока тежок. Сердаре! Во Атина се јавив пред универзитетските власти за да се запишам во Митрон, универзитетската главна книга. Потоа дадов испит по елински, зашто добив едно чудо пофалби. И оценка Аристос. Одличен. Истиот ден се запишав студент по медицина. Ме наговори Ангеле Грубчев, учен човек и роднина мој. Многу пати се случило човек што сторил многу добрини, дури и на непријатели, да му стори неволно зло на својот најближен. Така се случи и сега. Му се ветив да учам медицина, за која никако не бев призван. Следователно, и немав наклоност. Му се ветив зашто бев страдал и сакав да лечам човечки страдања. Но не знаев дека никој никогаш нема да успее во дело што не му е при срце. Ајде, наздравје. Ти бе парички имаш? Колку? 1000 грош. Не стигат. Стигат. Мене само за лебец ми требат. Не бидеа џамија. Од леп само не се живее. До сега само на тоа сум живеел. Ополи се добро што ќе ми ти речам. Тука има едно богато завештание. Од македонец, Велјо го викат. Тоа завештание е за сиромашни македончиња. Запиши се. Предади молба. После... Хајде на здравје. Бидејќи не бев влюбен во медицината, често пишував стихови и ги изложував на црните табли на универзитетот. И со благодарност слушав пофалби. И годината како желката од моето детство ме прегази бавно, ама сигурно. Дома се прибрав през маија 1850-тата. Патував со параход. През целото време врнеше силен дожд. Ден и ноќ без сон. Со отворен амбрел седев над своите книги, за да ги зачувам од мокро. Останав дома. Ги молев охридските првенци да ме примат да им служам во училиштето. Не и се. Тие си беа погодиле учител за сите класови. Дојдов дома, демек за кратко. Останав 9 години. Годините ме прегазија. Како желки. Ден губе во битола. Да скалував во прилеп. На крај ме зедоа и во Охрид. Печелив 5000 гроша.
ама мислата ми беше далеку од овде. За 3000 гроша се погодил во Белица, за певец и класен учител. Во автобиографијата запишал: природата во Белица ми се виде чудесно убава. Таа ме натера да стихотворствувам и без да сакам. Нано, ќе одам Атина. Да одиш? Кај ти Арно таму оди. Тргна. И през месец август 1859 пристигна. Се запишав второгодишен студент по медицина, ама пишував и стихови. Тогаш ја бев започнал и својата поема «О Αρμάτολος». Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στην Αθήνα. Прличев знаел дека поемата на испитната комисија треба да ја се предаде најдоцна до 13 февруари. Но не знаел дека потписот на сочинителот треба да биде во затворен плик, над кој да фигурира еден од најдобрите стихови од неговото сочинение. И така ја предал поемата, потпишана просто Г. С. Прличев. Να ανοίξουμε τα αυτιά, οι παιδοί, σήμερα το βράδυ εδώ εμείς έχουμε έναν ποηθής πολύ μεγάλος, δεν λέμε όμηρος, μιλάμε για δεύτερο όμηρος και για μια ποέμα που λέγεται «Ο Αρμάτολος». Και συγχωρείτε όμως, δεν ξέρουμε не рече и парична награда. Зошто? Зошто не го кажува името на авторот? Моето име. Не му мирисаат на грчки имињата Стајкос, Радос, Неда, Галични, Река. Тоа е моето срце.
на Б2 телевизија. Пискотници се слушаат од Галичник во река. То тешка несреќа ги збра и мажите и жените, та гласи тажна ека и налева салкопи зла. Дал град по линијата житородни ги беше фатил и ројот како ти се вдал. Дал султанот Арачли и пред време беше пратил да збира Арачлут без жал. Ни град по линијата житородни ги беше фатил, ни ројот скакулци се вдал. Ни султанот Арачли и пред време беше пратил да збира Арачлут без жал. Та Кузман Капидан, тој јунак славен, падна убиен од гега. И ке ги гази плячкаш од планините ни сега, а да ги брани нема кој. Дека Кузман Капидан всушност не паднал во Галичник, туку во река. Со нови информации се враќаме во второто издание на Ти, кој си бе? Сердаро. Григор Сердаро. И што правиш тука? Дојдов по тебе. Ќе те правам кумита. Кај беше до сега? Чекав да ми пера сестравот. Си задоцнил? Умрен сум. Ме убија арнаутите кај Галичник и река. Кај Галичник или кај река? Кај Галичник и река. Тоа е едно место. Јас мислев дека се две. Те лажат. 1000 години ве лажат, а вие им верувате. Се што кажале досега се било лага. Да не им веруваш. Ама ич да не им веруваш на бели думи и црни писма. Јас не можам да живеам без вера. Што човек ќе бев ако живеам безверно? Тогаш ќе си умреш со верувањето. Сакам да ја дознам вистината. Чија вистина? Твојата? Не постои вистина. Се е во главата, во главата. Измислено. Мислиш, се што пишувал Хомер, 5 века пред него се било вистина? А што ако Ахиловата всушност била Хекторова пета? Кој би поверувал во тоа?
Вистина е она во што верува народот. А тој е подготвен да верува во се. Особено ако се плати. Кој си пак ти? Тебе да ти верувам. Сердар? Сердар! Кај одиш? Одам да го барам Кузман Капидан. Рече, кога ќе ти пера се стравот, дојди кај мене. И те правам кумита со сабја долама, 9 педи долга, 8 педи широка. Арнаути се собираат кај галечник и река. Рисјански куќи палат. Мажите ги бодат на кол, а жените ги силуваат. Децата ги водат цургу на арнаутско. Рече, кога ќе ти пера се стравот, дојди кај мене. Се ти кија и се? Триан де Хронон. Ти епикоти тајхис? Вулгарос име. Позбориенас вулгарос наехи, маври маљаке мавра мати. Малиста. Борис намопис камбо сестрофес, а потон о арматоло? Ола, анзитате. Оло форми, акуетис, галисис, тис... Стамата. Но со ова не можете да се уверите дали поемата е навистина моја. Јас и туѓи стихотворени ја знам на памет. Сакаш да те пратиме Берлин или Оксфорд, да се учиш на државна сметка? Голема нушта е да си идам дома. Твое право. 500. Согласно вашето барање, останатата половина ја подаривме на еден многу сиромашен студент по... Богословија. Печатете ја веднаш. Публиката со нетрпение очекува. Јасес, Кирие. Истина ли е, даскале? У присорот ти давале 10.000 гроши. Истина е. Ние немаме сила да ти дајме појќе од 6.000.
Ама те молиме да не ја напушташ татковината. Не ја оставам. Да доиш у школија, да направиме контракт и да му се подпишем. Немат нужда. Имам вера у ваш збор. Афери. Ете човек. Бравост на тој што те учим. Подробно ги опишувам овие околности, за да знаат јуношите дека прекомерната радост е поубиствена од жалта. Нека го знаат и тоа, дека не пишувам од своја гордост, но за возвишување на народната. Долго и неприлично би било да пишувам се што се кажало за оарматолос, натережество и после во весници. Не стигнува цел том. Но на општа радост, во Атина се зборуваше дека се јавил Дефтерос Омирос, втор Омир. Но, на крај, царот Отон издаде указ да добивам по 35 драхми месечна пензија. Тој указ, од кој никогаш не посакав да се ползувам, како и сите мои документи и неколку поетски и прозни дела, му ги предадов во Софија на Висковски, тогашен директор на библиотеката. Он ги тури во собата на дирекцијата. А сега ниту знам каква судбина ги постигнала моите многогодишни трудови. Варди се, синче, од желката. Не давај орелот да ја лети на високо, ти ке падни. Бусабах на лева рака се крстел. Од овога емнијат немам. Донеси уште 100 запти ако ме знаеш за лош човек. Но овога повели да си иде. Ми треба да пиши китапо. Повикај тогаш да дојдат тука азите. И муфтарот Малски. Па тие ќе послужат за се што е потребно. Нели е таков канонот? Евет. Илаким така е повелено. Е, тоа е неправо. Ја протестирам. У Арнаутско-френски не знаеме. У Стамбул знаат. Ајде не пребори да не јадеш катекот. Клавај дреите и убрави пред мене.
Не бој се, никово зло не се устава. Не да ги збогам, ами да ни добрам. Освен мене и сестричинот, во затворот беше и Иван, брат ми. Но него го ослободија. Турско право, да не се запусти фамилијата. Навр го не извадија на суд. Не ослободија, но за кратко. За 1 месец пак заточеништво. Григоријард. Овој пат во Дебар. Геор. Ајде. Во Дебар не држаа неколку месеци, додека подсредот чорбаджиите и владиците грчки повторно под свое. Оти за време мое и на Јакима воведовме бугарски јазик во школијата и црквите. После долги години одрекување и страдања за делото на българштината, најсетне во 1874 во Охрид го пресретнавме првиот български митрополит Натанаел. Бескрајна беше нашата радост. Арно Амар. О, неправда. Грчкиот владика Мелетија, најнепомирливиот мој непријател, цели 18 години ги трпел моите лекции, проповеди, опомени и укори и никогаш не ме падал. А првиот български митрополит, очекуваниот Месија, безчесно ме напади од мојата татковина. Здраво. Добро дојде. Што има ново по светот? Разни работи. Светот е пазар, животот е згаджија. А јас и ти случајни купувачи. Се маткаме така со празни торби, да беше љубовта тетовско јаболко, кола и работа, кебапнив кило 2. Овака излезе пазар болук, пазарджи и јок. Зошто мора да ги слушаме од овие срања? Тоа ти е работа. Замисли да беше нова. Ке мораше да ги јадеш. Готов си? Аха. Кај е шефот? Внатре. Те чека. Со се сценарио. А ти? Што правиш?
Станувам се бајле. Се прашувам што ми требаше да се распутам. Чекам така некое време. Се прашувам, ти Манедо, што правиш во овој живот? Осамена сум. Да кажеш нешто ново? Тоа ми е најново. Додуша држам на тезга и други депресии, ама баја ги збајатени. Требаше да се омажам за тебе. До сега не кажа такво нешто. Се плашеше да не се согласам. Григор Прличев се оженил на позни години. Зинеет на непријателите. Јас немам непријатели. Доволен сум си сам себе. Те сакам, Григор. Дома да седам, ама Истанбул да шетам. Кој го рекол тоа? Прличев. Нигде не сретнав такво нешто. Го пишува во автобиографијата. Меѓу редови. Не мина многу, кога почитаните членови на Цариградското читалиште ме поканија да ја преведам Илијада. Во одговорот им пишав: Индигнор Гуандогу Дормират Хомерус. Ќе ги преведам само блескавите страници од Илијадата и ќе ги соединам така да сочинуваат едно цело. Ми одговорија дека со восторг го примаат мојот предлог. Бев, како што сум и денеска уште, слаб во бугарскиот јазик. Го отворив речникот и видов дека зборот Атањос е преведен со несхронени. Не ми се свиде никако и на белината од книгата кај зборот Атањос препишав безгробни. Преведував на бугарски не како што сакав, туку како што можев. Несреќа е што немав бугарски книги. Жедно вникнав во руските и штом наоѓав збор поетски, или краток, или звучен, или нов за моите уши, го препишував во словарот кај грчкиот збор на кој ме одговараше. Така, например, кај грчкиот збор катавало сум припишал синоними. Обори, разори, погуби, зби, свртна, срази, санеси, низерина, порик дрвеса, поникна град, поражен страхом, поврежен, опрокинат, распиле, сорва, одвали, уложи, прах обрати, испровергна, слина, опуши, расипа, разложи, преврати. И
бидејќи се виде дека не можам да пишувам на бугарски. Во бреилското периодическо списание против мене беше напишана критика, што ме порази. Парличев не знае български. Молам? Парличев не знае бугарски. Тогаш, каков јазик воведов во училиштата? Парличев не знае бугарски. На кој јазик се псали во црквата? И продолжив да преведувам. Ама по мое. Што правиш? Не се сакалдисуве, Анастасија. Ќе направам друга 1000. Разбирливо. По наше. Пеј ми музо, гнев ми укротиви. Ахилеја Пелеева сина. Гнев кој грке много беду строил, вадли зрениел, много душ и ројских. Што е ова? Поштанска картичка. Ги растураат без пари по Софија. Прличев испратил иста таква на жена му, Анастасија, во депресија. Кога стасал во Софија, работел како архивар, во библиотека, а бил кратковит. Му било многу тешко, барал преместување. Го добил. Станал наставник по грчки јазик по софиските гимназии. Животот го поминал лејќи по грчиштата за бугарштината. А на крајот завршил како доскалува грчки јазик по Бугарија. Заебано. Животот е пачавра, шефе. Ги брише сите мрсни манџи. Од каде ти се тебе сиве овие работи? Ги најдов во хотелот. Кутијата беше оставена во собата со напишано врзулче. Пишуваше за Григор. За кој Григор? За Григор Сердаро. Кој беше тој? Тој е тој. Јас сум јас, ти си ти. Кој бевме ние? Тоа е прашањето. Какво прашање? Заебано. Ај седи. Брзо. Ако де, седни. Ке шмукнеш малце? Супер е. Важен е кефот. Не биле турците будали е баго. Јаваш, па до 101. Ама тебе ти се брза. Ебе му мајката. Ништо во оваа држава не може полека да се стокми.
Ти мислиш да ги покажеш сиве овие срања? Не знам. Ги има во сценариото? Какво сценарио? Ме заебаваш. Абе ти, мене ме заебаваш? Не. Нели се договоривме? Понеделник, готово сценарио. Готово е. Се е внатре во кутијата. Кое време е? Оште малку ќе зазори. Студи. Остај. Зашто? Не ми е убо. Не ти е убо од моје раце. Од твоиве раце ми е спокој, ама од желките не спокој. Од кои желки? Од желките на Нана. Ова лето Божие, 1885. Учителствувам во Солон. Богу хвала, се насладувам со добро здравие
и со споменот на своите страдања.